Функционирањето на Советот без новинари е како фудбалски натпревар без судии, па и без публика, бидејќи без седмата сила јавноста е исклучена од работата на незините избраници, советниците. А токму тоа се случува во последно време во Советот на општина Кочани, каде новинарите се помалку се појавуваат на седниците, а поради фамозниот член 102 и телевизиите ги нема да емитуваат снимка од текот на седницата. Дали тоа им одговара на советниците од позицијата и опозицијата, засега никој не се произнесува. И бидејќи општина Кочани и локалната власт не постојат сами за себе, најмеродавно е да се спореди дека во најголем број од другите општини соработката со медиумите е регулирана со договори кои го заобиколуваат на некој начин членот 102 и овозможуваат квалитетно работење на едните и другите, а во интерес на транспарентноста и на демократските процеси, но пред се на граѓаните. Ваквата состојба во Кочани доведува до заостанување на кадровско-техничкиот развој на медиумите, бидејќи истовремено другите низ државата со средствата од општините функционираат понормално. Затоа со изнаоѓање законски начин да се надмине проблемот, по примерот на другите, општината си прави контрапродуктивна услуга, ризикувајќи ем да ги остави граѓаните без медиуми, ем сериозно да ја наруши транспарентноста во сопственото работење. Бидејќи без прашање и коментари на новинарите, се сведува на политичка полемика во затворен круг, која загушува или барем ограничува демократијата. Како тргнало на локалната власт, засега нема да им треба ниту медиумите, ниту граѓаните, бидејќи без критичка мисла, демократијата ја губи својата смисла.